Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани, вработени и раководни лица во образовните институции. Во нормални услови во земјите, каде владите и министерствата ги водат способни личности, образованието е столб на општеството и во него се вложува максимална енергија за да се издигне на највисоко ниво и да се обезбедат услови за негово безпрекорно функционирање. За разлика од земјите, каде образовниот систем е основна функционална спрега во системот, кај нас, за оваа влада, образовниот систем е маргинална категорија затоа што владеечкото мнозинство или шверцерски изгласуваат компрометирачки закони или не ги почитуваат постоечките. Почитувани, со години се залагаме за едно општество за сите, без дискриминација, во кои сите сме еднакви. Се залагаме и воведовме инклузија на дечињата со посебни потреби и вклученост во редовниот наставен процес. А што прави оваа влада и што прават претпоставените во Министерството за образование? Во согласност со новиот закон за основно образование, каде што членот 6 стои, за учениците со посебни образовни потреби се обезбедуваат соодветни услови за стекнување на основно воспитание и образование во редовните и посебните училишта и имаат право на индивидуална помош за стекнување на основното образование и воспитание. Се предвидува вклучување и водење грижа за развојот на учениците со посебни образовни потреби. Во врска со членот на овој закон и последните ветувања на владата во заминување, за обезбедување на персонални и едукативни асистенти за учениците со посебни потреби во редовните училишта, сакаме да им поставиме неколку прашања. Дали за секое дете обезбедивте персонален и едукативен асистент или како примерот во многу општини само за дел од дечињата? Дали за тие дечиња што не се обезбедени персонални и едукативни асистенти, родителите се должни од сопствени средства да издвојат одреден буџет со цел нивното дете да добие квалитетно образование? Дали соодветно ги обучивте оделенските наставници за работа со овие ученици? Дали ги обезбедивте сите училишта со потребните дидактички материјали и средства неопходни за работа со овие ученици? Во која држава се применува овој модел на работа? Дали имате научни факти, произлезени од теренските истражувања, дека овој модел ветува успешен инклузивен процес? Одговорите на овие прашања вам не ви се битни, затоа што, ако ви беа битни, ќе се потрудевте да донесете закон во кој што ќе ги вградевте мислењата на експерти од оваа област, кои што укажуваат дека нашето општество не е спремно за тотална инклузија во образованието и дека нема доволно средства за нејзина правилна и целосна имплементација. Имплементација кој ќе ги даде вистинските ефекти. Вие донесовте закон со кој не им помагате на децата со посебни потреби и нивните родители, туку напротив, им ја отежнувате нивната и онака тешка положба. Вие донесовте закон само за да добиете политички поени. Срамно и жално е да профитирате на овие дечиња. Секој ќе носи одговорност. Ви благодарам на вниманието.